Благодарам за репликата, колешка Лазаревска. Тоа е веќе слушната реплика од ваша страна и најверојатно истите работи овие денови ќе ни ги повторувате додека трае оваа расправа, бидејќи досега не видовме и не ве слушнавме за збор да се јавите, а ете тврдите и велите дека имате поволни зборови или можеби некаква критика околу извештајот, но најверојатно вие се сложувате со се и мене ми е навистина многу жал што во вас има толку многу голема омраза спрема опозицијата, што многу често се заканувате спрема опозицијата и навистина многу ми е жал што сте такви. Верувам дека ќе го надминете сето тоа, бидејќи за вашето здравје е тоа добро. Сега, ајде да почнеме за она што вие го зборувавте, а јас да ви реплицирам. Државната комисија за спречување на корупција во текот на 2022 година поднела 12 иницијативи до надлежните јавни обвинителства и една иницијатива е отфрлена. Благодарение на вашата реплика, знаете, јас сватив која иницијатива е отфрлена. Сега ќе ви кажам. Државната комисија за спречување на корупција одлучи да покране иницијатива до обвинителството за поведување кривична одговорност против градоначалникот на општина Чаир и градежен инспектор поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластувања. Според ова вие што го кажувавте, најверојатно е таа една иницијатива која е отфрлена. Сега, спомнавте премиер и минато. Јас за овој сегашниот неизбраниот, нетранспарентно избраниот, за овој неспособниот конкретниот збор беше, бидејќи е нели докажано и самиот си потврдил исто. Спомнувавте предмети за премиер поврзани. Зошто не ги спомнавте неговите предмети? Дали вие знаете? Отворете ја веб страната Отворени финансии. Нели транспарентни сте? Нели јавноста знае колку многу крадите? Нема за народот, ама за Pixel Group има. Нема за народот, ама како што би рекле вие охриѓани на жената му фирмата да има пари, има. Има за се. Колешке Лазаревска, и пак ќе излезите овде и ќе зборувате. Вие борете се за сегашноста, бидејќи ни се исели државава. 700.000 жители се иселени од Македонија. Што направивте вие за да го спречите тоа? Ништо. Го поддржувате човекот кој дозволи жена му да купи земјиште од 70 денари за метар квадратен. Па јас првиот што ќе го сретнам на улица за 75 ќе биде заинтересиран да го купи тоа земјиште. Еве на лицитација слободна на улица ќе излеземе. Барем транспарентност ќе има. Ние спомнувате општина Охрид и работењето во општина Охрид. Па за срамота. Знаете зошто? Ако навистина имаше такво нешто како што велевте, зошто тогаш не излеговте еден прес да одржите? Една пријава немате поднесено против единиците на локалната самоуправа. Пријавивте до Државната комисија за спречување на корупција? Не, заради тоа што немате факти да го окривите градоначалникот на општина Охрид. Заканувајте се, ама вие сте многу свесни дека тоа позади камера го правите многу успешно. Ама понекогаш знаете како? И камерите го слушаат звукот. Исто и го регистрираат. Како што и на пленарна седница се регистрираше еден звук и еден коментар од човек што вие го поддржувавте, кога навредуваше жена, ама тогаш ја обесивте главата надоле. Сега, за општина Центар поднесовте пријави до ДКСК? Или во општина Центар
е се убаво и се нормално, тоест ненормално. Ама чиф е градоначалникот? Не, за тој градоначалник не треба да се збори. Треба да се збори за градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ. Ама не успевате, колешке, колку извршната власт да ги блокира градоначалниците. Обструкции им правите на градоначалниците. Не им дозволувате да работат. Ги блокирате. Ама кого го блокирате со тоа? Ги блокирате всушност граѓаните. Арно, ама тоа за вас не е реалност и нема да ја прифатите истата, нели? Бидејќи треба уште еден ден да се обстои да се остане на власт. А за Бехтел и Јенка зошто ништо не спомнавте? Зошто ништо не спомнувате за Бехтел и Јенка? Зошто не спомнувате за оние стотици милиони евра што се дадоа? А лопата видовте ли негде да проработи за да започне проектот? Впрочем, проектот го видовте ли? Колешке Колева, ако се заканувате, излезете од говорница, храбро направете го тоа. Значи, направете транспарентност да има, ама зборувајте за вашата нетранспарентност и за вашиот криминал што го правите. Благодарам.